Еј брат, сакаш да изградиш мускулна маса, а не знаеш како? Следи го видео и ќе дознаеш. Здраво на сите, во ова видео ќе збориме за креатин. Митови, вистина и лаги за околу него. Значи, креатин е супстанца која се наоѓа природно во нашето тело, се создава од 3 аминокиселини, го има во одредени меса, но за да го добиеш во таа количина што тебе ти треба да јадеш премногу месо, околу килограм, 2 килограми, за да добиеш 2 грама креатин. Значи, суплементацијата на креатин има повеќе видови на креатин. Ова е креатин монохидрат, еден од најистражуваните видови на креатин и еден од најдокажаните суплементи дека имаат некаков ефект за градење на мускулна маса, за издржливост и секако за подобрување на снага. Значи, креатинот е супстанца која се наоѓа во нашето тело, го има околу 120 грама. Со суплементацијата вие додавате повеќе резерви на креатин. Значи, креатинот функционира во АТП циклусот, со тоа што кога на нашето тело АТП, значи АТП е аденозин трифосфат, кој е основниот енергенс за движење на мускулната контракција. Може да се добие од сите три енергенси, јагрихидрати, протеини и масли. Значи, колку имаш повеќе АТП, толку имаш повеќе енергија. Сега, кога имаме висок интензитет, резервите на АТП се истрошуваат и се ослободува АДП, аденозин дифосфат. Креатинот игра тука улога со тоа што доаѓа во тој циклус, го ослободува, се сврзува со АДП и го сврзува АДП-то да се создаде АТП. Колку повеќе АТП, толку повеќе енергија и ти повеќе имаш издржливост и повеќе снага да издржиш во тој тренинг. Сега, колку треба да се зема, значи научно докажано и има многу истражувања, некои го земаат првата недела по 20 грама дневно, ја го земав лично по 5 до 10 грама, зависи од интензитетот на тренинзите. За да немате диареја и такви други проблеми кои се појавуваат со тоа, треба да пиете повеќе вода. Тоа е ништо повеќе. Значи, се зема кога сакате, се зема заедно со било кое суво вошје, најдобро функционира со суво грозје, затоа што има повеќе глукоза. Секој прост шеќер би функционирал, затоа што го подига нивото на инсулинот и побрзо се абсорбира. Повеќе видови на креатини, креатин монохидрат е ова, има креатин креалканин, не знам, милион креатин 3 малат, не знам какви други видови на креатини, но секој земајте ја оваа формула и да пишува Creapure, тука како што вика. Затоа што тоа е 99,999% чист креатин. Другите не сум поддржувач, може на креатин, магнезиум челат, која сега нова супстанција и треба се уште истражување. Ова е 20 години истражување, нема никакви негативни ефекти, нема, не знам, лоши. Единствено нешто што ќе добиеш е повеќе снага во тренинзите. Има повеќе експлозивност и не е плацебо ефект. Едноставно делува со тоа што ги зголемува резервите на АТП. А кој не сака да има поголеми мускули? Сега, што ќе се случи ако прекинеш? Ништо, само нивота на АТП се враќаат во нормалата и нивото на креатин се останува како што било порано. Ти тоа што си го вежбал останува, не се повлекува ништо и едноставно можеш да имаш намалена енергија, ништо. Дали креатинот е стероид? Креатинот не е стероид, креатинот не е, не знам како ја викате вие, хемија или не знам што. Тоа е исто како да земеш мултивитамин. И нема никакви стероидни ефекти, освен тоа што е анаболичен и што дава повеќе сила. Значи, анаболични стероиди се
Со станон милион глупости што ја не ги користам и никогаш нема ги користам. Така да се надевам дека ова беше информативно видео за креатин. Ако имате некои прашања околу него, слободно прашајте ме на мојот фан пејдж. Ве поздравувам сите. Чао!